Анксиозноста или неоснован претеран страф и вознемиреност погодува се поголем број граѓани во современото живење. Начинот на живот, динамичното секојдневие, стресот, трауми од детството се меѓу главните причини за појава на ова пореметување. Психологот Слагјана Ангелковска од Гостиварскиот центар за социјална работа потенцира дека првиот важен чекор е да се препознаат симптомите на патолошкиот страф, односно анксиозноста. Во денешно време анксиозноста е се поприсутна на овие простори, но и пошироко. Пред се популацијата на кај која што е сеава најчесто анксиозноста е во периодот на адолесценција, или во оној период кога особата треба да промени некој начин на живење, кога треба да донесе некоја одлука во животот, тогаш се соочуваат се повеќе со тие симптоми на анксиозност. Телесните симптоми кои што се пропратени со забрзано чукање на срцето, потење, тресање на рацете и телото, сушење на устата, тешкоти во дишењето, мачнина во желудникот, чувство на топлина, напнатост на мускулите, додека психичките симптоми кои се јавуваат при појава на анксиозност е чувството на општа слабост, заматеност, намалена концентрација, страф од смрт, кај особата се јавува страв дека ќе изгуби контрола над сопственото однесување, чувство на јака загриженост, чувство дека секој момент ќе се случи некој непријатен настан. Анксиозноста се јавува кај сите возрастни групи граѓани, а искуствата покажале дека од пореметувањето почесто страда женската популација. Доколку не се третира правилно на време, може да доведе до посериозни последици по менталното здравје, предупредуваат психолозите. Советуваат граѓаните да не земаат лекови за смирување на своја рака, туку да побараат стручна помош за соодветно лечење. Треба да побара стручна помош веќе при приметување на првите симптоми на анксиозноста, за да не премине таа нормална анксиозност во патолошка анксиозност, бидејќи неправилно третирање на анксиозноста може да доведе до појава на депресија. Колку и тие две појави да се различни, сепак нелечењето на анксиозноста на правилен начин доведува до депресија. Во надминување на симптомите на анксиозноста, освен терапија со лекови, се користат и одредени вежби за релаксација, контрола, пренасочување на вниманието, ментални игри и слично.